Ова се настаните на денот. Годинава ќе се интензивира работењето на инфраструктурата за Охрид да биде подостапна туристичка дестинација. Минималните трошоци од синдикалната кошничка растат. Платите треба да се зголемат најмалку за 20%, порачаа од Сојузот на синдикати. Просечната нето плата во ноември 2024 година изнесувала 41.999 денари. Најмалку 10 мртви и 30 повредени во пожар во ски центар во Турција. Подетално за најавените и за останатите содржини кои денески подготви информативната редакција на ТВМ ќе погледнете во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме облачно време со слаби врнежи од дожд и максимални 6 степени Целзиусови. Во среда над северозападна Европа ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во најголем дел од северна и западна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, а на југ од Скандинавија и со врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат и на северот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, додека во североисточна Европа врнежи од снег. Во останатите делови на Европа стабилно и релативно топло време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 7 до 13 степени. Во Македонија во среда во утринските часови врнежите од дожд и снег ќе престануваат. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува слаб јужен и југозападен ветер кој што во западните предели ќе достигне брзина и до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -4 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 3, односно до 12 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во Охрид во четврток и петок во утринските часови ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9, односно до 10 степени. Во сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди и дневна температура до 10 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Воведувањето нови линии од Охридскиот аеродром и до изградбата на автопатот Кичево-Охрид ќе значи изголемување на бројот на туристи и полесно патување за македонските граѓани. Интензивирањето на работите на инфраструктурата, најавени за оваа година, ќе имаат големо влијание врз локалната економија и достапноста на Охрид како туристичка дестинација. Годинава интензивно ќе се работи на инфраструктурата со цел Охрид да се понуди во регионот, Европа и светот како достапна туристичка дестинација. Од годинава на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, новина се линиите Охрид-Базел-Охрид, која ќе се обслужува 2 пати неделно и редовната линија Охрид-Истанбул-Охрид, на која од 30 март ќе се лета 4 пати во неделата. Конектирањето на Охридскиот аеродром со најголемиот аеродром во Европа ќе значи бројни нови туристи и полесно патување за македонски граѓани. Би рекол инфраструктурното поврзување не само кога разговараме за аеродромот, туку и автопатското, конечното автопатско решение Охрид-Кичево да биде завршено, ќе значи многу за туризмот. Надодадено на тоа отворањето веќе во 2025 година на неколку линии, односно 2 се со Охридскиот аеродром Охрид и Базел, а во најава веќе за 2026 има уште 2 нови дестинации, представуваат многу огромна, да кажеме огромен потенцијал за развој на туризмот во Охрид, можно за повеќе дестинации, односно луѓе од повеќе дестинации да посетат Охрид и да видат за убавините на Охрид, а дополнително со решавањето на инфраструктурно автопатско решение ќе добиаме огромен број на туристи пред со земјата заради краткиот период на пристигнување во Охрид, посебно од главниот град. Оваа година, според најавите од Министерството за транспорт, треба да започне и реконструкцијата на терминалната зграда на Охридскиот аеродром. Изградбата на нов терминал или нова зграда на Охридскиот аеродром ќе изголеми и капацитетите, потенцијалите и можностите, веројатно ќе има интервенции во самата писта на авиони кои што ќе може да слетуваат. Во моментов од Охридскиот аеродром во зимскиот период 3 авиокомпании летаат до 4 дестинации, додека во летниот се оперираат 8 дестинации. ТАВ Македонија изработи мастер план за развој на македонските аеродроми со цел да ги направи Скопскиот и Охридскиот аеродром регионални авиациски центри, конкурентни на останатите аеродроми во регионот. Авиокомпанијата Wizz Air ги подобрува услугите за своите корисници. Од денес, авиокомпанијата ја укина линијата за повици со висока тарифа, осигурувајќи се дека на никој од корисниците нема да му биде наплатено со тарифи за премиум повици. Корисниците од Македонија можат да го посетат новиот Wizz Air центар за помош, за повеќе информации на најдобриот број за контакт, при што ќе бидат применети локални тарифи, информираат од компанијата. За најбрз и најлесен пристап до помош и поддршка, Wizz Air им препорачува на патниците да ја користат нивната онлайн селф-сервис платформа, која е достапна преку веб страницата на авиокомпанијата или мобилната апликација. Од тука, корисниците можат да управуваат со своите резервации, да добиваат информации за своите летови, да прават промени, да бараат поврат на средства или да решаваат проблеми поврзани со доцнења или откажувања, велат од Wizz Air. Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец јануари 2025 година изнесува 63.252 денари и бележи изголемување во однос на претходниот месец. За синдикатите, загрижувачки е што трошоците за храна и пијалоци покажуваат тренд на постојан пораст и покрај мерките како последната новогодишна кошничка. Од ССМ за во следниот период најавуваат поригорозни чекори за да се подигне свеста кај граѓаните за однесувањето на трговците и потребата од почитување на мерките. Цврсто стојат на ставот дека платите треба да се зголемат за најмалку 20%. Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во јануари изнесуваат 63.252 денари и се зголемени за 391 денар во однос на декември. Во делот за храната и пијалоците, за 63 основни производи содржани во синдикалната кошница, се бележи зголемување од 123 денари. Ова го покажуваат податоците на Сојузот на синдикати на Македонија, објавени на пресконференција на тема дали новогодишната кошничка ги дала посакуваните ефекти. Загрижува податокот што за 12 месеци, односно од почетокот на минатата година досега, минималните трошоци во делот на храната и пијалоците се зголемени за 10,43%, рече председателот на ССМ Слободан Трендафилов.
Вредноста на синдикалната минимална кошничка за само една година пораснала за 6089 денари, што значи зголемување од 10,65%, што значи пак дека инфлацијата не е 3,5% како што покажуваат статистичките податоци, туку се движи високо над 10%, посочи Трендафилов. Граѓаните во Македонија, ние работниците, не дека живееме многу добро, не дека имаме многу добри плати, па многу пазариме, па потоа ја подгреваме инфлацијата со нашите зголемени плати во претходниот период, па затоа платите се виновни за зголемувањето на инфлацијата. Напротив, овие трговци се алчни и се богатат на грбот на граѓаните и на работниците, со тоа што го користат секој момент за дополнително да се збогатат. Дури се сомневаме дека и она што го ветуваат сега, дека во наредните месеци ќе го задржат нивото на цените на основните производи, е мамка да не ги намалат цените на производите кои на светските берзи се намалуваат. Од ССМ за во следниот период најавуваат поригорозни чекори за да се подигне свеста кај граѓаните за однесувањето на трговците и потребата од почитувањето на мерките. Информациите говорат дека цената на житото на светските берзи е намалена за околу 13%, рече првиот синдикалец, и додаде дека и покрај тоа, кај нас цената на лебот е намалена само за 1 денар и нема намалување на цените на брашното, тестенините, оризот и другите производи. И сметам дека владата е добро, како што почна на почетокот во месец септември, да им ги извади фактурите за набавната вредност на производите кои се увезуваат, имајќи во предвид дека храната најчесто се увезува во Македонија, и да покажат по која цена се увезени производите, а потоа по која цена ги продаваат производите. И сметам и апелирам дека владата во наредниот период апсолутно не треба да прави никакви консултации со овие трговци, не треба да ги прашува, не треба да ги исполнува нивните желби, туку треба да го направи тоа што го правеше во минатото, да креира мерки без да ги информира и на таков начин да ни помогне на нам граѓаните, следствено на тоа да се случи изголемувањето на платите за да можеме да си овозможиме еден достоинствен живот. Според Сојузот на синдикати, платите треба да се зголемат за најмалку 20%. Тоа барање е повеќе од оправдано, бидејќи минималната синдикална кошничка е над 1000 евра, што не значи дека семејството со толку може да живее, туку не може ни со толку да преживее, рече Трендафилов. Просечната исплатена нето плата во ноември 2024 година изнесувала 41.999 денари, што е зголемување за 9,5% во однос на ноември 2023 година, објави Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата повработен во секторите уметност, забава и рекреација со 15,3%, транспорт и складирање со 12,7% и преработувачка индустрија со 11,2%. Намалувањето на просечната месечна исплатена нето плата повработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите рударство и вадење на камен со 8%, дејности во врска со недвижен имот со 5,9% и земјоделство, шумарство и рибарство со 2,6%. Општина Охрид објави јавен повик за еднократна финансиска поддршка на лице кое е згрижено во згрижувачко семејство на територијата на општина Охрид. Општина Охрид за буџетската 2025 година согласно програмата за социјална и здравствена заштита предвидува еднократна финансиска поддршка на лице кое е згрижено во згрижувачко семејство на територијата на општина Охрид. Средствата треба да се наменети исклучиво за поддршка на лица, деца кои се згрижени во семејства, што опфаќа основна заштита и 24 часовна грижа за деца и возрастни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство. Предвидената финансиска поддршка изнесува 10.000 денари по згрижено дете. Потребната документација е истакната на веб страната на општина Охрид. Пријавите заедно со документите се доставуваат по пошта во затворен коверт на адреса Општина Охрид, улица Димитар Влахов, број 57, Охрид, со назнака за Комисија за спроведување на постапка за еднократна финансиска поддршка на лице кое е згрижено во згрижувачко семејство на територијата на Општина Охрид или лично во архивата на Општина Охрид. Потребните документи треба да бидат доставени најдоцна 20 дена од денот на објавување на јавниот повик, информираат од локалната. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.